Судски совет, Врховен суд, издружение на суди, премиерот со коментарите ја премина границата на добро однесување. Обвинителите Значи денеска судиите денес на премиерот одважа. му напиша пред новогодишна честитка. Конечно, свака част. Браво, браво, свака част за ова соопштение на судската фела удржава. Фала Богу, конечно, браво. Доста више, кој како стигне, овој премиер, тој премиер, едно, две, кој е крив судот, кој е крив судот, кој е крив судот. Доста бе крив е судот, а вие, па крив е судот што не ве суди вас. И обвинителите се криви што не ве собираат вас. Да видите како судската власт кога врши притисок врз извршната, како извршната одма почнува подобро да работи. Сега треба судската да врши притисок врз извршната. Тогаш ќе биеме држава. А не извршната да врши притисок врз судската. Чекај бе, како така? Знаеш што? Ми знаеш каков одговор добив ја пред 2-3 години? Наоѓам контакт, се јавувам, а викам зашо вака ги имат документи и ги имаме. Ја имате кривична прива, ја имам. Зашо викам не отворите предмет преди страна нешто? Ама знаеш како сега ќе биде сватено погрешно, ќе биде сватено као политички прогон врз опозиција. Да. Како? Криминал. Криминал е тоа? Ако ќе се смета за политички прогон, тогаш кога случаите што ќе би ги отвориле нема да бидат основани во закон. Одма се гледа што е политички монтиран, што не е. А ако обвинител излезе чекеве, еве го бе обвинението, види колку докази има овде. Веднаш станува јасно дека не е политички прогон, туку е гонење на криминал. Кога обвинителите и судиите ќе почнат да вршат притисок врз извршната власт, тогаш ќе оправиме државата. И треба да почнат. Има таму луѓе храбри и честни и поштени и правични и најголемиот дел се такви и треба да имаат упредвид. Треба да знаат и да бидат сигурни дека у моментот кога ќе решат да го прават тоа, ќе добијат поддршката од целото општество. Целиот народ ќе застане позади нив и сите ќе ги бранат. Сите кога ќе почнат тоа да го прават.